Живо сте да знаете. Почитувани представници на медиумите, почитувани работници, утре, со почеток во 12 часот и 5 минути, 300 членови на највисокото раководство на Сојузот на синдикатите на Македонија и на синдикатите здружени во ССМ, се разбира работниците се добре дојдени, ја отвараат јавната седница на председателството на Советот и на надзорниот одбор, која ќе продолжи пред парламентот, каде што ќе им порачаме на пратениците дека не може да има за пратениците, а да нема за работниците. Ќе продолжиме пред Стопанската комора, каде што ќе порачаме дека подадената рака од работникот денес може да стане многу лесно стисната тупаница утре, и ќе завршиме пред владата, каде што ќе им порачаме на владините функционери дека не може да се одлучува за работниците без работниците. Тоа што утре ќе го изразиме како незадоволство на отворената или на јавната седница на органите и телата на ССМ, ќе значи дека политиките кои ги водат, креаторите на политиките се во погрешна насока и дека се на штета на работниците, односно дека не ги зголемуваат платите за да овозможат достоинствен живот и достоинствени плати на работниците, токму на оние од кои тие земаат плата. Тоа што сакаме да го истакнеме денеска на денешната пресконференција е дека нападите кои ги прават изминативе денови, кои се зачестени, особено држејќи по 2, 3 или повеќе пресконференции против лицата кои се раководство на синдикатите здружени во ССМ, нема да променат апсолутно ништо. Колку повеќе не напаѓате, толку посилни не правите. Дополнително, тоа што лично сакам да го кажам и да го пренесам на оние кои читаат на зборот од идиот, е да им упатам порака. Што кај мене ви личи дека ми е гајле за вашето мислење за мене. Тоа што го правам и со 60.000 денари плата како председател на Сојузот на синдикати на Македонија, ќе го правам и со 300.000 денари плата, и ќе барам 500 евра минимална плата за работниците во Македонија, подобрување на нивниот животен стандард, и ќе барам 100 евра зголемување на платите на сите останати работници. За жал, да не беше денеска денот таков, ќе беше смешно, но е трагично. Владата е против работниците, владата не се грижи за работниците, а последен показател на тоа е зголемувањето на платите во образованието за мизерни 7%, и состојбата која имаме, а тоа е министер и председател на СОНК да се бранат еден со друг, додека вработените во образованието изразуваат незадоволство од ваквиот начин на зголемување на нивните плати. Работниците да го поддржат Сојузот на синдикатите на Македонија, кој во моментот е единствен синдикат кој се бори за зголемување на нивните плати. Загрижува тоа што 250.000 работници во Македонија примаат плата до 32.000 денари согласно податоците на Управата за јавни приходи. 380.000 работници во Македонија примаат плата под просечната плата. Затоа се жестоките напади кон Сојузот на синдикатите на Македонија за да не се зголемат платите токму на овие 380.000 работници во државата од вкупно 520.000 приматели на плата по МПИНот. Нечовечкиот однос кон синдикалните представници не само што е повреда на уставот, повреда на законите во Македонија, туку е повреда на меѓународните конвенции на трудот, и за тоа веќе се известени меѓународната организација на трудот, Европската и меѓународната конфедерација на синдикати кои даваат безрезервна поддршка на борбата која водиме ние како ССМ. И повторно ќе нагласам, дали ако го нема Слободан Трендафилов, дали ако го нема Сојузот на синдикатите во Македонија, сите ќе си живееме среќно и весело? Не. Одговорот за жал е тој, а владините функционери да ги симнат розовите ночари со кои гледаат во нивните скапи и луксузни кабинети. Ви благодарам. Докато се уште не е потврдена вашата репрезентативност, имате ли најава што ќе биде, кога би се одржал тој социјално-економски совет? Ќе мора прашањето да го упатите за одржувањето на седница на економско-социјалниот совет на друга адреса, а тоа што можем да кажеме дека Комисијата за утврдување на репрезентативност веќе конечно започна со работа во добар дух и почнаа да се гледаат списоците на ССМ. Во текот на оваа недела мислам дека на крајот на неделата ќе имаме нова седница на која ќе продолжи разгледувањето на списоци, имајќи во предвид дека тоа е обемна документација за повеќе од 63.000
членови, списоци од огромен број на синдикални организации и работодавачи, кои ќе треба да ги погледнат членовите на комисијата. Тоа што можем да го потврдаме дека согласно статистика 619.000 работници има евидентирани во Македонија кои примаат плата, имајќи во предвид дека согласно Законот за работни односи членови на синдикатите можат да бидат само работници кои примаат плата. Сојузот на синдикатите на Македонија располага со потребната бројка од најмалку 10% или 62.000 работници како членови на ССМ и мислам дека за многу брзо време ќе се потврди репрезентативноста доколку не му текна на некој да прави обструкции, меѓутоа досега тоа не е случај. Тоа што треба да ги загрижи сите со упадите кои ни ги прават по синдикалните организации, со нападите на синдикалните представници, со заканите кон синдикалните представници за отчленување од синдикалната организација од ССМ и приклонување кон друг синдикат, е тоа што ниту еден друг синдикат до денеска нема поднесено барање за утврдување на репрезентативност, ниту има бројка на членови од 62.000 членови кои може да потврди дека ќе биде репрезентативен на ниво на територија и манипулирајќи ги владините представници, вклучително тука и советници, заменици министри, во игра директори и слично, па така до нас пристигнаа податоци од кабинетот на директорот во Македонска или Национална пошта, како и да викаат, каде што се задолжуваат директорите поставени од сегашната политичка гарнитура да разделуваат и стапници и пристапници со насока да се избрише таквиот мејл, за да не добиеме потврда дека го прават како УПАТ, како политичка партија и како влада. Владини функционери кои примаат плата однос од работниците го прават денеска тоа. Во водостопанство, директорот се заканува на синдикалните представници веднаш да ги пренеле членовите во другиот синдикат затоа што операцијата Триумф која ја спроведуваа, операција потоп им се случи бидејќи никој не ги прифати нивните закани и не подклекна на нивните уцени. Дополнително катастар, дополнително македонски или национални шуми, каде што заменик директор минатата недела одел по подружница, од подружница во подружница, фрлал и стапници и пристапници на синдикалните представници со наредба до петок како знаат и умеат да ги префрлат членовите од ССМ во КСС, со цел да се подкопа процесот на растот на платите. Целокупната борба која ја води ВМРО ДПМН, поточно да се извинам, поединци во ВМРО ДПМН против Сојузот на синдикатите на Македонија е затоа што нив не им одговара да се зголемат платите, сакаат да ги држат работниците во заложништво и во сиромаштија, за да можат да ги контролираат, да ги гласаат на избори. Но да ги потсетам како што ги потсетувавме и предходните, дека народот и работниците ги бираат на избори. Не се бираат самите тие себе си. И дополнително, ќе прашам од оваа говорница јавно, дали платите на избраните и именуваните функционери со февруарската, односно со мартовската плата, се зголемија на сметка на платите на работниците и за колку проценти и за колку пари се зголемија, имајќи во предвид дека и само 1% да им е зголемена платата, на 150.000 денари е 15.500 денари. Затоа мислам дека не сакаат да ги зголемат платите на работниците затоа што се себични и затоа што не сакаат работникот да земе повеќе од нив. Такви, верувајте ми, на работниците не им требаат. Им требаат креатори на политиките кои ќе водат грижа, кои ќе ги зголемуваат платите. Барањето на Сојузот на синдикатите на Македонија е зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, како и дополнително зголемување на сите плати на работниците во Македонија за најмалку 100 евра. Мислам дека сите ние го заслужуваме тоа, а доколку тие се убедени во спротивното, нека ги отворат социјалните медиуми, нека си ги прочитаат коментарите и нека видат каква е реалноста во Македонија. Во еден кабинет, двајца и тројца од една политичка партија, кои ќе се осудат да го нападнат Сојузот на синдикатите на Македонија само затоа што бара повисоки плати, да ги осудуваат раководствата на синдикалните организации, само затоа што бараат повисоки плати, да трошеа таква енергија за растот на платите, мислам дека денеска Македонија ќе беше близу до Словенија, а не пониску и од Босна и Херцеговина. Што мислите, од каде инспирација на нападник Бране Петрушевски да се занимава со синдикалците? И дали може би тие 78% малку, за да може понатаму да продолжи со таа инспирација секојдневна која што ја на неговите пресоди во однос на синдикалците? Очекувам на првата наредна пресконференција колегата кога ќе чита од Идиотот да каже кој број чевли носи Слободан Трендафилов. Доколку ги промаши,
се до сега му е лага и не може никој да го убеди во спротивното. Несериозно е пратеник со 118, 16, 20 со минат труд, колку и да му се 1000 денари, да го осудува председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за 60.000 денари плата. Несериозно е да гледаат дека нема апсолутно никакви реакции за 60.000 денари плата на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, па да измислуваат дека ми е 75.000 денари, па на друг дека му е 104.000 денари, на трет му било 80 и така натака. Го повикувам од неговата плата да даде дел за да ми ги надополни овие 15.000 денари кои ги немам и секој месец да имам 75.000 денари за да не лаже. Но ќе искористам можноста која ми ја давате вие медумите денеска и прашањата кои ги упатувате до мене. Јас, како председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, подавам рака на сите избрани и именувани лица во Македонија, 1080 мислам дека беа на број. Од утре, мене и нив, платата да ни биде 500 евра, но заедно да изгласаат закон за измени и дополнување на законот за минимална плата и работниците да добијат 500 евра минимална плата. Јас и тие една година ќе примаме минимална плата од 500 евра и јас немам никаков проблем со тоа и ги повикувам следниот пат текстот кој ќе го внесат во Идиотот и кога ќе читаат од Идиотот да прочитаат дека тие се согласни, цела влада, цел парламент, сите избрани и именувани лица, директори, шефови, раководители и што уште не, кои се ухлебани на државна сметка цел живот, да примаме плата 500 евра минимална, колку што ќе примаат близу 200.000 работници во Македонија со тоа што тие го прават, имајќи во предвид дека до 32.000 денари плата во Македонија толку работници имаат плата. Затоа не сакаат да ги зголемат нашите плати. Еве, јавно подавам рака да не ми се лутат, не му текнува на никој од опозицијата, не му текна на никој и во опозицијата, не му текна на никој од претходната опозиција, мене ми текна и затоа повикувам сите избрани и именувани, вклучително јас како председател на Сојуз на синдикатите на Македонија во наредната година да имаме минимална плата и ништо повеќе од тоа. Меѓутоа, утре да поднесат предлог за измени и дополнување на законот за минимална плата со кој ќе зголемат минималната плата на 500 евра и 100 евра зголемување на сите останати плати на вработените во државата. Од плата живеем. Наша борба е она што го предлага Сојузот на синдикатите на Македонија. Се останатото е туѓа борба. Секој кој работи во интерес на работниците, мислам дека треба да покаже добра волја и да го сработи тоа онака како што треба и да биде фер кон нив. Мислам дека сите пратеници во собранието, од власт, позиција, опозиција, кои да веќе се, треба да извадат од фиока документацијата која им ја доставивме, предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија и да го прифатат како таков. Имаат 3 чекори да бираат. Можат да зголемат минималната плата на која задолжително ќе се плаќаат при донесите за задолжително социјално осигурување, можат да зголемат минималната плата и да бидат ослободени работодавачите од придонесите за задолжително социјално осигурување и може да зголемат минималната плата и да ги субвенционираат придонесите за задолжително социјално осигурување. Доколку не го направат тоа, ќе сметаме дека работат само на наша штета и уште еднаш ќе повторам. Многу лесно од удобната пратеничка и функционерска фотелја се паѓа на тврдо работничко столче. Океј, за избраните именувања од буџет, кај вас од каде се генерира средствата кои што се плаќаат тоа плата? Дали се буџетски пари? Не се буџетски пари за среќа, се финансираме од синдикална чланарина, од чланарина која двојат работниците од нивната плата, за да се бориме во нивно име. Токму затоа ние сме избрани од работниците да ги трпиме сите удари за да не го трпат тоа работниците. Токму затоа синдикалната чланарина која двоја членовите на синдикатите го финансираат колективното преговарање, ќе ја финансираат утрешната јавна седница на органите и телата, ги финансираат сите протести и штрајкови, а придобивките ги уживаат сите. 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија ја финансираат активноста која ја прави Сојузот на синдикатите на Македонија за раст на платите на сите вработени. Можете да замислите како ќе изгледаше доколку 200-250.000 работници беа дел од Сојузот на синдикатите на Македонија и дали тогаш владата сегашна или било која наредна и идна ќе може да се дрзне да не напаѓа, да не се обидува да не разединува само за да не ни се зголемат платите.
Силата на работниците е во нивното единство. Меѓутоа, само 1 на 10 работници во Македонија е член на синдикат кој ги финансира сите овие активности кои ги имаме ние како Сојуз на синдикати на Македонија. И тоа што е значајно да се знае дека ние сме тука да ги трпиме сите удари кои се обидуваат да ни ги зададат. Затоа кажав и преска. Не знам што кај нив личи дека ни е грижа за нивното мислење за нас. Нивното мислење за нас е безвредно. Тоа што го правиме ние за работниците и тоа што го препознаваат работниците во нас како борци за нивните работнички права и за зголемување на нивните плати е тоа што не води во наредниот период, а не водеше и претходно. Но работниците да се подготват наместо да уплаќаат туристички аранжмани за 1 мај, да излезат заедно со нас на големиот работнички протест на кој ќе кажеме дека не сме задоволни. Сите се добре дојдени, без исклучок. Во Сојузот на синдикатите на Македонија има членови и од ВМРО-ДПМН, и од СДСМ, и од Левица, и од ДУИ, од ЛДП, и од сите други политички партии, но тоа што не обединува не е политиката, туку е платата. Ви благодарам. Забравиш